Поштовани граѓани, денеска е прекинат седмицата на анкетната комисија затоа што ВМРО ДПМН анкетната комисија претвори во фарса. Анкетната комисија постои за граѓаните да видат и чујат кој и зашто треба да сноси политичка одговорност, да ги чујат аргументите, прашањата и одговорите. Анкетната комисија не постои за да власта се крие за затворени врати и да се крие од граѓаните, новинарите и јавноста. Втор пат во ова собрание новинарите беа избркани од страна на премиерот Никола Груевски на минатата седмица. Јас тоа нема да го дозволам. ВМРО ДПМН одлучи да бега и ќе продолжи да бега и да се крие. Ние од опозицијата одлучивме дека тоа нема да го дозволиме. Да подсетам, ниту еден од четворицата досега повикани сведоци од страна на ВМРО ДПМН не се појави и денеска констатиравме дека не се појави пред анкетната комисија да даде исказ. И тоа е едни од главните актери на аферата за прислушкување. Сашо Мјалков, Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски и Мартин Протуѓер. Од друга страна па двајцата кои што дојдоа или се обидува или направија обид да дојдат да сведочат, тоа се Груевски и Ставрески, побараа тоа да се направи на затворена седница. Само криминални политичари можат да се кријат на затворени седници за да ги сокријат своите криминали. И исто така, заради тоа бегаат од јавноста. Благодарам. Поверете прашање. Кој беше денеска да не го прислушувате Ставрески, кога да го слушувате? Ние јавно ги поставивме прашањата до господинот Ставрески. Во тие прашања нема ништо тајно. Тоа се прашањата кои што ги заслужува како одговор македонската јавност и ние од опозицијата. Не побаравме никакви тајни податоци, меѓутоа јавноста мора да знае за криминалите и корупцијата на оваа власт во изминатите 10 години. Дали имате право да го прекинете седмицата ако е сведокот е тука? Имам право како председател согласен. Дали дека мислите дека на ваков начин има да бидете обвинети од страна на ВМРО ДПМН дека намерно не сакате да ги слушнете одговорите на Ставрески или дека сакате да го одложувате и понатаму сведочењето на вашиот лидер Зоран Заев? Ние јавно кажавме дека господинот Заев ќе се појави и јавно ќе посведочи пред оваа анкетна комисија. Истовремено ги повикуваме Никола Груевски, Зоран Ставрески и тајфата нивна да дојдат и јавно исто како што ние ќе го направиме тоа и го правиме да се појават пред јавноста. Криминалците имаат една узречица и викаат држте го крадецот. Така што ако некој мене ме обвини дека ние бегаме од јавноста, тоа ви е исто како што криминалец вика држте го крадецот. Најголемите криминалци што ги познава историјата на македонската држава одбиваат да се појават и да сведочат пред јавноста. Господин Шелегов, нели мислите дека немаше да биде вредно сведочењето на господин Ставрески за крајниот извештај, барем заради тоа да го искористите? Имајќи го во предвид искуството со сведочењето на Никола Груевски кој што одби да одговори за прашањата кои што беа поврзани за содржината на бомбите, криејќи се зад правна процедура, сметам и знам дека и Зоран Ставрески ќе го направи истото. Да слушам јас составено писмо кое што Никола Груевски го читаше да ни образложи зошто нема да одговори на прашања од бомбите, немам намера да губам време со вакви бандити. Господин Шелегов, кога ја донесовте одлуката за прекин на седницата? Сега или веќе претходно знаевте? Претходно ја донесов одлуката, само чека да видам дали господинот Зоран Ставрески ќе се пишмани, бидејќи откако го добивме неговото писмо, одлучивме да одржиме пресконференција на која што јавно ги соопштивме нашите прашања. Тоа не се прашања за кои што јавноста не треба да добие одговор, напротив, тоа се прашања кои што јавноста треба да ги знае кој, што и како. Таму имате прашања до господинот Зоран Ставрески дека ќе мудрам на некого чекам во глава. Тој човек на кој што господинот Зоран Ставрески зборува дека ќе мудри чекам во глава, повеќе не работи во Министерството за финансии. Е во Велес и работи како адвокат. Конкурирал за судија без да праша и не го избрали ниту за судија, ниту работи во Министерството за финансии. Тој тип на прашања, да речам, требаше да ги знае. Откако ја одржавме јавно пресконференцијата и ги соопштивме прашањата и немаше никакво ретерирање, туку имаше само едно цинично смеење од членовите на ВМРО ДПМН во комисијата за затварање на седницата. Нема потреба да ги држиме седниците за да кажеме дека сме држиле седници. Јавноста во Македонија заслужува одговор. Што ќе се случи ако и следниот сведок на ВМРО ДПМН сака да збори на затворена седница? Оваа седница ќе биде продолжена во овој момент кога Зоран Ставрески, меѓутоа и Никола Груевски, бидејќи е ставен на нашиот список. Ние поднесовме денеска список што ги предложивме Зоран Заев како председател,
на СДСМ, Никола Груевски повторно и Кирил Божиновски да бидат сведоци во вториот циклус. И во оној момент кога Зоран Ставревски и Никола Груевски ќе излезат пред македонската јавност и онака фајтерски, боксерски, како што сака да се фали Груевски, каже да, јас сум чесен, немам ништо да се окријам од вас, граѓани на Македонија, излезете, влезете вие новинарите и ќе ја давам својата изјава јавно. Во тој момент ќе го продолжиме и сослушувањето јавно на Зоран Ставревски. Тајни сослушувања, скриени од очите на јавноста за криминалот и корупцијата на владачкава структура не се потребни на Република Македонија. Тоа зашто сте прифатиле Како опција да постои затворање на комисијата? Затоа што духот на деловникот и на носењето на одлуката и во фазата на преговорите беше дека можно е да се појават некои сведоци или експерти кои што може да изнесат тајни податоци. Никогаш не се зборуваше дека тоа треба или би можело, на крајот на паметот не било, барем на нас што сме нормални во своите политички размислувања, дека тоа треба да го направат јавните личности, особено премиер и вице-премиер. Премиер и вице-премиер да одбива да даваат изјава пред јавност без притоа да изнесуваат било какви квалификувани податоци во најмала рака е срамно. Да продолжуваат ли со ваквите кавги меѓу власта и опозицијата, дали ќе пробане работата во целост на анкетната комисија и дали ова значи дека апсолутно постоењето на анкетната комисија? Дали доколку не е според ваши услови нема да функционира, нема да работи понатаму, нема да се одржуваат седници? Не се тоа нашите услови, вие знаете дека има активности анкетната комисија предвидени за наредната недела, донесени се, пратени се писмата. Ние не ја бойкотираме и не сакаме да ја бойкотираме работата на анкетната комисија, бидејќи скандалот за корупцијата и криминалите на актуелната власт јавноста треба да го види. Дел од гледањето на скандалите на корупцијата и криминалот на актуелната власт, вклучително и на Никола Груевски како премиер и Зоран Ставревски како заменик премиер, сакаат да ги сокријат. Нема да дозволиме криење од јавноста на вистината. Благодарам. Извинувам, беше Лигов, меѓутоа преговорникот нели на анкетната комисија што има право да Токму затоа и реков дека стана фарса анкетната комисија. Јавните личности, да ви кажам, зошто никој не го обвини Никола Груевски дека бега од вистината, дека сака да го сокрие сопствениот криминал и корупција. Деловникот го крши ВМРО ДПМН по собствена потреба. Видовте дека денеска спротивно на деловникот ставивме точка на дневен ред за гласање. Надвор од деловникот. Така што ВМРО ДПМН да ве обвини, да ве стават на некаква листа, тоа е комплимент.